За македонската политичка биртија поганите денови не значат ништо, но нивниот финиш како и доближувањето до датумот за избори отвара можност за покрстување и ослободување од демоните од минатото преку попрскување со света водичка. Не се знае што се пиело, ама евидентно е дека дружбата била добра, штом се најавува ново продолжение. Ова нити е прва средба, нити е последна средба, посебно за некои кои што се знаат 3 децении и повеќе. Предпоставка е дека со добра голтка се може да оди по подмачкано, па веројатно полесно се прифаќаат и забелешките, особено за начинот на кој се практикува власта. Иако впечаток е дека подготвеноста за промена се сведува само на формата, а не и на суштината. Значи, не е само краватата и чорапите се. Така да се работи за стил, но ако така се интерпретира, јас ке се ја трнам и нема да ја ставам веќе никогаш. Тоа што волкот го менува влакното, ама не и ќутта, може да се однесува и на останатите непоканети гости. Бидејќи е тешко да се разбере како после 20 години стоење на еден конјопој може да се понуди нешто сосема поразлично, освен мала интервенција врз интериерот во кафеаната. Ако може, значи во Скопје да има и лавовите, и бикови, и не знам се друго, значи може би цела зоолошка градина, значи зошто да не е двоглавиот орел кој што е од овој крај, овој дел. Орнаментите со кои се бара да биде украсен ресторанот Македонија се разбира дека се важни, но најважно од се е да се влезе внатре. А таму, во тоа одбрано друштво, дозволено е се и може непречено и слободно да се прави лом. Дека сега влагаш во институција, можеш да блокираш, можеш да искршиш као Бориш искрши, можеш да се степаш. Тепачката ама пред локалот е проблематична, особено за оние што долго време се моткаат окула се уште никако да се пикнат и да ја запоседнат посакуваната главна маса, на која Чаршафот до неодамна го постилаше токму тој што изгледа има нова алтернатива и ги прозива дека се неспособни да ја кренат чашата. Ама нема потреба сега ние да продолжуваме со таа естрада и да ја водиме дебатата во таа насока. Не знам, прашате го него. Не знам што мисли. Јавете му се, повикате во емисија и кажете му, еве, све што имаш, кажи. Све што имаш, кажи, ќе го слушаме, ќе видиме што има да каже. И на крајот, да се слушнат, особено да бидат мудри, сакаат и оние кои се туркаат покрај шанкот и се обидуваат да стасаат до пијачка. А се пред сериозна дилема. Дали да го користат пристапот на Циле, на Тито, или да фатат некој друг пат. Паметниот учи на туѓите, а за жал он е помалку паметниот учи на собствените и во многу случаи сите сме се увериле во животот дека сме помалку паметни отколку мудри. Сите се разумни и трезвени, ама само додека влезат во македонската политичка гостилница. Потоа, тие две карактеристики чудесно ги снимува. И веќе 30 години не се прави ништо друго, туку само се крчми.